Значи, како што кажав на самиот почеток, сакам да размислуваме не само вечерва, туку неколку недели поред, да размислуваме за тема на мачеништво и страдање. Мачеништво и страдање како нешто кое што за кое што имаме потреба да зборуваме. Нешто кое што можеби е изоставена тема денес, мачеништво и страдање како тема која што некако е на маргините денеска на христијанството. Ние денеска христијанството го сакаме затоа што не знам за здравје и не знам за да не биде радост и среќа и убаво, ама има ако е тоа само нашето христијанство, ние ќе изоставиме еден огромен дел, еден реален огромен дел кој што всушност е дел од животот, од битисувањето на Божиот народ, без разлика дали е тоа во Стариот Завет, или пак зборуваме за оваа тема во животот на Исус, мачеништво и страдање, или пак зборуваме за за животите на апостолите, да се сетиме дека 11 од 12 апостоли умреа за Исус Христос со маченичка смрт, значи 11 од 12. И понатаму она цела underground, ако можам да наречам, underground историја на црквата од Исус до Константин, која што имаше една клучна карактеристика. Тоа е оваа карактеристика. Да биде спремна да страда и да биде спремна да умре за оваа вера. И потребно е да се зборува. Ќе дадам можеби неколку главни точки, неколку главни нешта зошто сметам дека треба да позборуваме на оваа тема. За жал 20 и 21 век отсекош имало, ова што сега ќе го напоменам, ама во 20 и 21 век христијанството или значителни делови од христијанството се ориентираа кон удобно христијанство и христијанство кое што е ориентирано кон успех. И ова нешто никако не може да биде зло само по себе, значи Бог ни го дава животот за да постигнуваме одредени работи, ама оно што е суштински е дека ние кога ова нас ќе не биде доминантна парадигма за нашиот христијански живот, тогаш ние се ќе мериме во однос на мерката во која што ова нешто се има исполнето во нашиот живот. Колку ми е мене добро, колку му е на моето семејство добро, колку е на некој мој круг на луѓе добро, колку му е не знам на мојот град, на мојата држава. Значи тоа се тие моменти во кои што ние нашето христијанство исклучиво го мериме според вакви параметри, кои што пак ќе кажам, не се сами по себе лоши, ама кога стануваат центар на христијанството и кога буткаат се друго на страна, стануваат погубни во однос на две ситуации. Стануваат погубни во моменти кога ние страдаме, затоа што во тие моменти ние не знаеме како да го протолкуваме библиски, како да го протолкуваме нашето страдање. Тоа е битен момент. Значи, горе-долу овој христијански светоглед, овој квази христијански светоглед вака нас не вика. Кога ти е се добро, кога си здрав, кога имаш пари, кога ти се сите, нели, кога се околу тебе како што треба, Бог те сака и ти си благословен или си благословена и сите тие нешта се едноставно плод на тоа што ти си некако миленик или миленичка Божја. И прв момент во кој што нас нема да ни биде добро во однос на наше здравје или во однос на наше финансиска ситуација или некакви планови кои што сме ги имале за нашиот живот едноставно не се исполнуваат на начин кој што ние сакаме да се исполнуваат, ние ќе се најдеме порано или подоцна, ние ќе се најдеме во сериозен проблем. Ќе се најдеме во проблем затоа што ако ова се знаци на Божја љубов во нашиот живот, кога ние страдаме, кога нас можеби лично не ни е баш најдобро, кога на нашите најблиски не им е најдобро, кога финансиски имаме проблеми, кога имаме здравствени проблеми, тогаш ние многу брзо, ја сум го гледал многу пати, значи многу брзо ние го заклучуваме следново, дека Бог веројатно нас некако не сака, не заборавил, не изневерил, дека не е Бог, дека не е Господ, дека едноставно нешто се случило и луѓе му вртат грб на Бог заради вакви очекувања. Ваквото конформистичко и кон успех ориентирано христијанство создава проблеми на луѓе затоа што не може да интерпретира нешто што е суштинско за нас, нешто што е за жал дел од овој свет. Во исто време, ние кои што живееме во Европа, ние кои што, не знам, дел од нас можеби имаме тука од Северна Америка, ние имаме една слика заради европската и оваа, да кажам, северноамериканска благосостојба, дека таа ни нас дадена и дека таа ни нас загарантирана. И дека таа благосостојба нас ни е тест повторно околу тоа колку нас Бог не сака. Значи, на Европа е добро, на Америка Северна е добро, значи на сите им е добро.
Тоа е горе-доле таа логика и во исто време забораваме, ќе ви кажам еден податок кој што е фасцинантен. Податок кој што ние секогаш треба да го имаме на ум кога му благодариме на Бог за околностите во кои што живееме. Зашто ние овде на овие наши балкански простори во Македонија имаме реален обичај жалење цело време. И забораваме еден факт кој што е факт веќе во црквената историја, а тоа е следново. Дека Христовата црква, христијанската црква од било која провиниенција и деноминација во 20 и во 21 век даде повеќе маченици отколку во сите претходни векови заедно. Значи додека ние затоа сакам да се заблагодариме да Бог кога викаме Боже фала ти за оваа сала на дом на Арама, фала ти што можеме да се собереме тука, нели фино, мирно да не биде како да кажа, значи во спокој. Зошто помеѓу другото? Затоа што ние имаме илјадници, десетици, да не кажам стотици илјади браќа и сестри во моментов кои што се предмет на прогонство, кои што доживуваат страдање, кои што доживуваат лоши животни околности во најмал рак. Пред некое време на Табановце делевме помош и од таа голема група на луѓе, значи не знам како, тоа беше еден интересен момент. Од таа голема група доаѓа човек во свој можеби не знам 50-60 години, оди директно на кај мене. Не знам зашто дојде на кај мене, значи тоа беше еден од оние чудни моменти во мојот живот. Доаѓа, ја викам да не биде некоја, не знам, да не рокне во воздух, ама вади крст, го бацува и вика јас сум христијанин од Ирак. И јас со ова моје ранче 3 месеци патувам, зашто за нас таму повеќе нема живот. Значи оставив куќа, оставив се бизнис, се што имав, затоа што за нас нема таму веќе живот. И гледаш ти возрастен човек, па ќе кажам 50-60 годишен човек, кој што заради прогонство, затоа што е христијанин, дошол до Скопје, до Македонија и го прашав каде одиш, вика не знам каде одам. Не знам каде одам. Имаш ли, викам, роднини некаде во некоја западна земја? Никаде, вика, немам никого. Со ранецов сум, со документите и вика се надевам дека Бог ќе ми се смилува, дека ќе најдам кров над глава. Неговата причина беше затоа што беше христијанин, беше избркан од Ирак, од групи кои што се непријателски настроени кон христијаните. Сакам да ви кажам едно сведоштво, еден момент во кој што мене лично ме здрма, ме стресе. Затоа што едно е кога ние слушаме дека некаде има страдање, друго е кога со личност ќе се запознаеш, кога имаш прилика да слушнеш од прва рака. 2010 бев дел од македонската делегација која што отиде во Кейптаун, еден голем конгрес, се вика Лозански конгрес. Тоа е конгрес на кој што отприлика 6-7 илјади евангелско-протестантски водачи од целиот свет се собираат на едно место. Секој 30-40 години има таков еден конгрес. Имав чест да бидам поканет заедно со уште неколку водачи од Македонија. И конгресот имаше за цел со потполно право да ни презентира каква е ситуацијата со христијанството во повеќе земји. И никош нема да заборам моментот во кој што архиепископот Бенџамин Кваши излезе, архиепископ на англиканската црква во Нигерија. И ние слушнавме проповеди, ние слушнавме, не знам, повеќе работи, беше инспиративно, ама излегува човек кој што е архиепископ и кој што ни кажа следнава работа. Јас сум архиепископ на црква која што е во прогонство во Нигерија. Мојот најдобар пријател од студентски денови, од теологија, беше жив испечен во неговата црква пред неколку месеци. Јас сум под константен притисок и под константни закани во однос на значи кој што се кон мене и кон моето семејство. Пред ни кажа исто неколку месеци дојдоа 40 на луѓе, тропнаа кај мене на врата, ме побараа мене за да ме убијат, ама јас не бев дома. Ја малтретираа мојата сопруга, ги малтретираа моите деца и си отидоа. После месец дена од прилика, повторно дојдоа 3-40 луѓе и сака да ме убијат. Дојдоа кај мене и сака да ме убијат во мојата спална. Јас ги замолив, ако веќе ме убиваат, да не ме убиваат пред мојата жена и пред моите деца. Тие не сакаа да слушнат ништо повеќе. Кога видов дека веќе мојот крај ми се доближил, дека е тука веќе, ги замолив едно нешто. Да ми дозволат да се помолам. И вика, во тој момент клекнав пред Господ и се помолив
со оно што јас сметав дека ќе биде моја последна молитва. Во одреден момент, при крајот на мојата молитва, почувствував раце и отворив очи, ги видов мојата жена и моите деца како ме држат за раце. Ги прашав каде се овие луѓе кои што беа околу мене, ти кажа без збор исчезна. Самиот овој архиепископ Бенџамин Куаши вика дека тој самиот не е сигурен зашто вие исчезнали. Дали вика виделе нешто или не виделе, значи што се случило, најточно тој не знае. Тој само се помолил за Бог да го прими во неговото царство и да даде заштита на неговото семејство. Значи јас не ви зборувам за човек кој што е таму некаде, не знам, на YouTube, значи ви зборувам човек кој што лично сум го запознал. И тој нас вака не каже дека тој знае едно нешто. Дека дали е жив или дали е мртов, дека тој ќе биде со Бог. Дека живее со Бог и заради тоа и да умре, тој ќе биде со Бог. И ни каже една работа. Не знам, вика, дали ќе се видиме повторно. И сега ние си мислиме дека тоа е некој момент на нели, ајде па здравје Божје ќе се. Не, он вика, ја вика, сакам да кажам една работа. Ја вика, не знам дали ќе видам повторно. Мене вика може да ми се случи прогонство и да продолжува прогонство и да ме убијат. Вас знаете што може да ви се случи? Да тебе знаеш што може вика да ти се случи? Мислам вака реторички кажува кон публиката. Може вика да ти падне авионот кон се враќаш назад, сите авионот. Боле воз да фатиме назад, значи луѓе кои што не навикнати едноставно да слушнат ваква една порака и вика, она што е важно е дека како што вика Павле и да живееме и да страдаме, ние сме со Господ. Јас одам назад во Нигерија да продолжам да се грижам за оваа моја црква, во која што во последниве 2-3 години стотици свештеници загина за Христос. Стотици свештеници загина за Христос. И ти го слушаш овој човек и си викаш, добро, што да правиме ние со вакви сведоштва? Што да правиме со вакви наративи? Што да правиме со вакви реални истории кои што ни зборуваат за вера кои што се живее во едни поинакви околности? И мислам дека значајно е за оваа тема да позборуваме заради тоа што обрачот околу христијаните, од тоа што ја го гледам денеска, се стеснува се повеќе и повеќе. Не гледам некој особено пријателски однос. Не гледам и тоа од повеќе сегменти. Оно што го гледам, за жал, се повеќе и тие извештаи што ги добивам и тоа што се случува на терен, е во најмала рака непријателство кон христијанството. Во најмала рака. А многу често, како што кажав, многу често вакви истории за луѓе кои што се убиени за нивната вера. И се ние ќе кажеме, знаеш што? Кој сега ќе слуша денеска за мачеништво? Кој ќе слуша за страдање? Таман си мислев во црква ќе ме охрабрат малце поише, ќе ми кажат све ќе биде супер, не се секирете, нели, everything is gonna be alright, Боб Марли, значи некоја проповед. Работата е што токму тој квалитет на најраната црква беше квалитетот кој што одскокна од сето оно што се случуваше во тоа време и направи таа црква од една андерграунд црква која што се криеше по катакомби, се криеше по некои, не знам, домашни заедништва, да го освои срцата. Тој Бог едноставно да го освои срцата на оваа Римска империја. И за да разликуваме, значи за да имаме можност да разликуваме барем малку кој типови на страдање нас може да ни се случат и како можеме барем во однос на тоа да имаме јасна слика што нас ни се случува, сакам да го кажам следново. Мене ми понекогаш, како да кажам, понекогаш мене ми е во најмала рака чудно. Значи го имам тој човечки порив, сите го имаме, порив по здравје. Ајде да видиме здравје, ама ние треба да разбереме дека уште од првите глави Библијата нас ни зборува дека овој свет е распадлив свет. Свет во кој што ние сме распадливи и во кој што смртта е реалност. И сега ја разбирам, значи јас би сакал да бидам здрав, сите ви сакате да бидете здрави, ама овој момент е многу важен. Зошто е важен? Затоа што смртта се случува, затоа што болестите се случуваат. Тоа е тоа. Значи нема црквена вакцина против тие работи. Не постои нешто што ние ќе оддаеме овде кај готово, сега си супер. Колку се живиш? 400 години, еве ти 400 години вакцина, не знам, црквена вакцина 400 и готово, ќе тераш 400 години. Значи не постои такво нешто.
Понекогаш луѓе доживуваат исцелување, понекогаш луѓе доживуваат од Божи мистериозни причини такви нешта. Ама реално тоа што Библијата ни вика, овој свет е свет во кој што влезе гревот и заради гревот овој свет е распадлив. И ние сме подложни на таква една распадливост. Второ нешто, извор на страдање. Извор на страдање е гревот кој што го спомнав и тоа сме го спомнале повеќе пати во некои три сегменти. Заради гревот ние сме автодеструктивни, односно ние самите, ти самиот, јас самиот си нанесуваме страдање на самите нас. Ние сме автодеструктивни со наши одлуки, со наши постапки, што и да е, тоа е многу чуден момент, значи речи си, како да кажам, необјаснив момент во кој што ние самите знаеме да бидеме деструктивни кон сами себе. Второ нешто, деструктивност меѓучовечка. Малку треба ни животот да се разбере дека онаа римска поговорка човек на човека е волк е во многу нешта реална. Дека нашите инстинкти не се да бидеме онака добри, фини и да не знам, да бидеме да градиме такви односи кон луѓето, напротив, многу често имаме ваква една динамика која што римјаните ја препознале и ја срочиле во ваквата изрека, човек на човека е волк. И деструктивност, од друга страна, деструктивност кон созданието, значи тоа што ние му го правиме на созданието. Ама има една исто така динамика која што јас веќе секоја зима во Скопје се потсетувам, значи тоа што ние му го правиме на созданието, нас ни се враќа како бумеранг. Тој смог кој што ние го дишиме овде во Скопје. Значи ние мислиме дека сите ќе пуштиме се што треба и што не треба, дали се тоа автомобили, дали се тоа фабрики, дали се тоа тотално нееколошки моменти во нашето живење и дека ќе дојде Бог и ќе направи, или не знам кој ќе дојде, и тоа ќе го земе у некоја вреќа и секој ден ќе ни го фрла нашето еколошко ѓубре. И за жал, значи овие последни години гледаме дека таквото нешто, тоа го имаме ние во медицинските извешти, тоа не е црквена некоја работа, ја да бодам евиденција. Во медицинските извешти проблеми со белодробни заболувања, проблеми со еден куп други заболувања, значи кардиоваскуларни заболувања. Зошто? Заради тоа што ние се однесуваме како што се однесуваме кон ова наше создание. И сега ние реално страдаме, значи страдаме во онаа најблага смисла, дишејќи го тој смог и тој воздух. И втора работа, луѓе се разболуваат. Колку е зголемена стапката на ракот, нека ми да ве плаша. И тоа е заради тоа што ја загадуваме земјата, произведуваме лоши веќе земјоделски производи, полни со пестициди и со отрови, и го загадуваме воздухот и очекуваме дека ќе бидеме супер здрави до 100 нешто години. Тешко е. Тоа се значи тие извори на страдање за кои што ние мора да бидеме под еден свесни, под два да бидеме самокритични. Зашто имаме една стика често пати во нашиот живот. Поготово кога стана збор за пројавувањето на гревот во овие три сегмента. Дека ние ќе си правиме што сакаме и дека кога ние ќе станеме христијани, Бог ќе го земе нашето минато и ќе направи не постои више сегашноста, не готово, розева иднината ружи све. Значи не е баш така. Не е така и таквото нешто, кога Бог ни вика дека ни дава нова иднина. Ние зрнца на таа нова иднина ќе видиме и денес во сегашност. Ама таа нова иднина е секогаш суштински фундаментално при Христовото второ доаѓање, кога се ќе се обнови. Тогаш ние ќе видиме всушност дека таа иднина е многу реална. И затоа вие што имате Библија, отворете во Прво послание на апостол Петар, и вие што имате телефони, отворете во Прво послание до апостол Петар, 4 глава, и вие кои што имате телефони, кои што сакате да сурфате, отворете и преправете се дека отварате во Прво послание до апостол Петар. Прво Петрова 4:12 до 16. Клучна димензија, клучен момент во кој што апостол Петар нас ни покажува, значи Прва Петрова 4 глава од 12 до 16 стих. Петар ни кажува за два вида на страдање за кои што ние треба да бидеме свесни. Еве што вика Петар. Возлюбени, не чудете се на огненото искушение што ви се праќа за да ве испита, како нешто необично да ви се случува. Петар вика, страдате, имате такви огнени искушенија, ништо ново. Значи Петар вика, ова требаше више, нели, ова го знаете, не ви кажува нешто ново. Напротив, ако учествувате во страдањата Христови, тогаш радувајте се. Така кога ќе се јави неговата слава, да се зарадувате и да се развеселите. А ако ве укоруваат поради името Христово, блажени сте, зашто духот на славата, духот Божи почива на вас.
тие значи на него хулат, а вие го прославувате. Од друга страна, никој пак од вас да не страда како убиец, крадец или злосторник, ниту како оној што се меша во туѓи работи. Но ако страда, како христијанин, да не се срами, туку да го прославува Бога за таквото учество. Петар е тука концизен, јасен, изборува нешто што мислам дека ни нас очигледно, ама добре вака да го кажем уште еднаш. Два вида на страдање. Страдање на кој што сме ние повикани, а тоа е страдање заради Христово име, и во овој спектар на страдање јас би го вклучил нешто што би било од можеби најмала нелагодност до сериозни видови на притисок. Дали е тоа психичко малтретирање може да се доживее, физичко малтретирање може да се доживее, поише нешто, значи веќе на оваа по драстична страна на спектарот, заради Христос. Значи, ние у принцип не правиме ништо, живееме христијански живот, можеби зборуваме за Христос и го доживуваме непријателство заради тоа што сме не христијани. Значи, нема друга основа. И Петар вика вака, кога тоа се случува, кога таа динамика е дел од вашиот живот, таа е динамиката која што всушност Бог има предвидено за вас. Значи, ништо ново, немој да бидете изненадени. Се сеќавам, имав еден разговор со еден студент на времето, имавме собир во студентската организација во Екзодус и зборувавме за тоа дека верата, ако е жива, треба да биде споделена со некого. Значи, ако во нешто веруваш, ако си за нешто ентузијаст, ако нешто ти значи, како со се друго, ќе имаш некој порив да го споделиш тоа. И зборувавме и рековме супер, ајде, така и завршивме, ајде секој нека напри чекор 2. И се враќа после 2 дена, добивам телефонски повик, доаѓа еден од студентите и ми вика, знаеш вика што? Им зборував на моите пријатели за Бог, за Христос. И вика, знаеш вика што направи? Почна вика да ми се смеат. Ти вика не ни кажа у вторникот дека е можно и такво сценарио. Ја мислев им кажам и дека тоа ќе сите ќе се одушеват, аплодираат, вика, и се смеја, вика, и вика, искрено да кажам, вика, затоа што ти ни го кажа, у таква незгодна ситуација си ме донел, да вика ја не можам вика да верувам. Значи така лошо сум се чувствувал, вика, и не може да издржам до вторник, него морав еве сега вика у четврток да дојам и да поразговарам со тебе. И нормално седнавме, разговаравме токму за овие моменти во кои што ние сме повикани на страдање заради Христос. И оно што ќе го зборувам во идните овие наши заеднички богослужби, се всушност не само примери, да, ќе има примери од црквената историја, ама ќе има примери и од македонската историја. Македонски примери на страдање, македонски примери на мачеништво, на луѓе кои што положиле животи, македонски примери кои што можеби вас не ви се познати. Значи и ние имаме таква една историја тука која што треба можеби да извлечеме некаде од некои подруми и да ставиме малку на светлина за да разбереме дека и за ова што ние денес го имаме, значи имало луѓе кои што биле спремни да ги положат своите животи или да претрпат страдање во една голема мера. Е се второто нешто на кое што Петар многу јасно и децидно ни укажува следно. Ако ние страдаме како крадци, како криминалци, како прекршители на законот, тогаш да не доаѓаме зачудени во смисол, еве, знаеш што, ја направив ова кражба, извршив кај мене во предпријатие и замисли, ме фатија и замисли, не знам, сега ми е многу тешко. Значи тоа Петар вика, у тој случај моли се на Бог нормално, баре милост, ама тоа не е страдање на кој што тебе Бог те повикува, на кој што Бог мене ме повикува. И тоа е многу битна дистинкција. Затоа што повторно сум имал разговори во кои што луѓе мислат дека после такви сериозни прекршувања на законот ќе поразговараат, не знам, со мене или со некој од мои колеги и ќе се помолиме и Бог ќе им каже, знаеш што, готово, нема да идеш, не знам, у затвор или нема да страдаш. Зошто црквата, сакам да поставам едно прашање. Зошто црквата очекуваше да страда и страдаше всушност заради верата? Мислам дека суштински, кога ние зборуваме за црквата на 21. век, која што е ориентирана кон успех, која што е ориентирана кон конформизам, значи знак на Божја волја, знак на Божје присуство, ако сум јас здрав, ако имам пари, ако ми е све како што треба, значи зошто тогаш оваа најрана црква, овие наши црквени почетоци, значи црквата на 1., 2., 3. век, зошто тие имаа поинакво мислење? И нешто што ни е нас пред очи и ние го забораваме, многу често го забораваме, е следниот факт дека Исус
е Христос, дека Исус е Христос. И дека Христос е всушност помазаник или Месија. Ама тој Христос наш, Исус Христос, не е Исус Христос кој што ги исполни очекувањата да биде силен политички водач, да направи, не знам, големи политички, да направи првенствено политичка разлика во тогашен Израел. Тој Христос беше нешто за кој што Павле ќе каже во Коринтијаните, заради кое што евреите се соблазнуваат, значи не може да поверуваат, а грците викаат, значи во тоа време како една широка категорија, не евреите викаат дека ова е комплетна лудост. Што е тоа? Дека Синот Божи дошол на оваа земја, се отелотворил во Исус Христос и дека во Исус Христос тој живел, исцелувал, изгонувал демони, значи имал димензии на битка со ова друго царство и дека дошол до момент на што? Дошол до момент на мачење и на смрт со крст. Значи тоа во еврејската, читате еврејска литература, ако некош имате вишок време или не знам имате таа еврејска литература помеѓу двата, така наречена помеѓу двата храма, значи отприлика 400 години пред Исус до Исус, тие немаат категорија за тоа дека Месијата треба да страда. Тој е победоносен или тој е многу духовен, ќе биде великосвештеник, значи сите категории се во оптек, освен една категорија, дека Месијата ќе страда. Точка. И заради тоа цело време Исус го одлекуваат, вика Исус почна да зборува за крстот, дека ќе умре и за 3 дена дека ќе воскресне, и ние ги имаме. Ние ги имаме евреите кои што викаат не, првоучениците, не. Какво умирање? Нели, да не чуе злото, така. Какво умирање? И упорно Исус им зборува дека ќе умре, дека иде на Јерусалем да умре, они викаат, знаеш што? Ајде да видиме каква ќе биде распределбата на министерските места. Ајде сите ние ќе умреме, Исус тоа знаеме, али ајде да видиме кој ќе биде министер, зашто, како ќе се формира новата влада на чело со тебе и нели мајката како мајката на Заведевите синови вика, ја како мајка да те замолам, може ли моите двајца многу се способни. Лепотани. Значи ако ги ставиш на клучни министерски позиции, тој Израел има да експлодира. И токму заради тоа учениците кога Исус умира се кријат, завршува приказката. Се кријат по некој соби и се викаат и се што ќе правиме се ние, нас не видува со него и сега треба да ќутиме, да траеме, да не види ај ќе чекаме изда не знам колку 2-3 години тука во некоја соба, ќе се криеме затоа што работува не испадне како што испадне. И кога го среќаваат него воскреснат, тогаш тие тотално им се менуваат категориите и вика им се отвори. Таа убава библиска метафора новозаветна им се отворија очите. Прв пат тогаш они почнаа да разбираат што всушност значеше, зашто им зборуваше и како тоа што Исус им го зборуваше се обистини во неговиот живот со клучен момент, негова смрт за гревовите на луѓето. И сега ние видите една работа. Ние сме следбеници на тој Христос. Ние сме следбеници на Христос. Ама ние не сме само следбеници на Христос како некоја абстрактна категорија. Туку ние сме следбеници на Христос, на Месијата, на распнатиот Месија. И ние очекуваме, ние на некој чуден начин очекуваме дека нашиот третман, дека нашиот живот ќе биде целосно различен од животот, од третманот кој што го имаше Исус Христос. Од Месијата. Значи, у принцип, Месијата живееше што живееше, го маче, умре за ние да си имаме супер живот. Раната црква, кога велеше дека е христијанска, таа подразбираше дека и таа димензија на страдање за Христос и мачеништво дури по цена на живот, дека таа димензија не е исклучена. Никако не е исклучена. Никако не е исклучена. Јас ќе ви кажам една работа. Сум читал доста книги, сум читал, не знам, предавања или сум учил теологија. Многу ретко денес, освен во некој историски интерес, се зборува дека ние како христијани, како црква треба да имаме простор во нашата вера и за вакво разбирање на нашето следбеништво. Имаме еден маченик од 20 век, се вика Дитрих Бонхофер, човек кој што се спротистави на Христос, човек кој што умре заради тоа негово спротиставување, ние викаме леле Бонхофер, престрашени нас 5% да ни се случи од тоа што му се случи на Бонхофер. Да, што реков ја? И се извинувам. На Хитлер. И тоа видите, ќе ви кажам до која мера. До мера да една од последните неколку Хитлерови наредби
е да се убие Бонхофер. По список. Значи, кога Хитлер веќе знаеше дека е готов, издаде наредба, Бонхофер се уште нешто тука ми издаде наредба дека Хитлер, се извинувам, дека Бонхофер се уште 5-6 души ќе бидат екзекутирани. Екзекутиране на 9 мај. На самиот крај на Втората светска војна. Бонхофер. И пак ќе кажам, денеска имаме книги, Бонхофер, маченикот, Бонхофер, пророкот, ама тежок е тој пат на Бонхофер. Само што кога Бонхофер, еден од неговите пријатели заедно затворен со него во келија, кој што имаше прилика да го види Бонхофер и ја преживеа војната, вика едно нешто. Кога Бонхофер се молеше, кога Бонхофер беше во келија и кога Бонхофер беше на колена, значи јас прв пат вика во мојот живот слушнав молитви кои што беа адресирани како Бог да е пред самиот човек. Дека тие молитви Бог ги слуша, дека тука е Бог до него и он му ги изразува овие молитви. Ваквото нешто, ваквата динамика, пак ќе кажам, не ни е нас омилена. Немаме ние желба да слушнеме веројатно многу нешта. Ама денес со сите овие недоречености на светската политика, со сите овие геостратешки превирања, со сите овие ситуации кои што се случуваат, верувам дека треба да реактуализираме оваа тема. Знаејќи дека оној мир кој што беше пост Втора светска војна и тоа ветување дека ќе биде мир и само мир и дека целиот свет е само нели прашање на време кога ќе биде напреден и ќе живее само мирнодопски, почна да се руши. Па ние сме земја во која што дојдоа сите овие избеглици од војни подрачја. И кои што нас не зборуваат за нешта кои што ние не сме баш визле спремни да ги чуеме. Кој беше менталитетот на црквата? Што црквата сакаше како црквата размислуваше кога зборуваше за мачеништвото? Ке читаме во Римјаните во 8 глава еден текст кој што јас го читав со години и го читав со, морам да кажам, со низ една призма која што не ми дозволуваше да разберам што сака да се каже во овој текст. И оно што интересно е дека нашата македонска Библија во однос на овој текст има точен превод на ова. Јас верувам дека има точен превод и тоа ќе го прочитам овој текст и ќе ви кажам како дојдов всушност до ова разбирање. Ќе читаме Римјаните 8 глава 35 до 39 стих. После неколку глави во кои што Павле зборува за големиот план за спасение за спасување на човештвото во како се вика до Христос, сега зборува и за тоа каде се христијаните во однос на нивната лојалност на Христос. Кој ќе не одвои од љубовта кон Христос? Видете, значи за да разберете каде беше мојата дилема, во следново е мојата дилема. Речи си сите англиски преводи, тука нас не викаат кој ќе не одвои од Божјата љубов за нас. И мене тој момент, тој превод, може би малку и лингвистички да го објаснам, значи во старогрчки, кога имаме ние агапе Христу, значи кога имаме таа конструкција, таа не е веднаш очигледна на што се однесува. Значи не може, што тоа значи? Кога именката има, ќе ми стрпите една минута со овие граматичко-морфолошки анализи? Дали ќе ми стрпите, кажете? Сакате, добро, одлично. Значи, кога именката има глаголска димензија во неа, љубов, значи љубов и сакање во овој случај, тогаш ние треба да се прашаме, оваа генитивна конструкција, љубовта Божја, ако можеме така директно да преведеме на македонски, љубовта Божја, треба да се прашаме дали тоа значи нашата љубов за Бог или Божјата љубов за нас. Тие се тие две опции кои што ни стојат во овој контекст, како избор. Во англискиот превод најчесто ова се преведува на овој втор начин. Дека ова значи Божјата љубов за нас. Кој ќе не одвои од Божјата љубов за нас и продолжува со дали неволја или мака или прогон или глад или голотија или погибел или меч. И мене што беше чудно е следно.
каква е директната корелација помеѓу маката и Божјата љубов? Значи, Павле до оваа глава нас ни утврди дека Божјата љубов е неменлива, дека неговиот план е неменлив, дека милоста по која што ние се спасуваме е основа за наше спасение. И одеднаш сега ова прашање ми нема смисол заради тоа што не гледам како овие неколку нешта што сега ги прочитав, значи неволи, мака, глад, прогон, како тие би имале како тие би промениле Божјата љубов. Ама сум го читал овој текст, сум го читал, додека не дојдов до еден текст во 400 глави за љубовта од Свети Максим Исповедник, кој што го третира овој текст и кој што зборува многу значено, зборува едно нешто, дека тука не станува збор за тоа дека во неволја, како може нас неволјата да не одвои од Божјата љубов за нас, зашто тоа е малку нелогично прашање. Бог не е дел од таа неволја, ме разбирате? Максим Исповедник зборува за нешто друго. Максим Исповедник вика вака: што ќе не одвои од нашата љубов за Бога? Акцентот е на нашата љубов за Бога. Ама мислам дека понекогаш ние што сме исплашени, од што немаме концепт за вакво размислување, ние си викаме, ама нели е све Бог, нели е се Божја љубов, ако до наши сили ние тоа не можеме да го кажеме. Не. Максим Исповедник вика вака: кој ќе ме одвои, кој ќе не одвои од нашата љубов за Бога? Што може, Максим прашува, што може, цитирајќи го токму овој текст од Римјаните, што може да застане помеѓу нашата љубов за Бога и Бог? Значи, што може да застане? И вика, неволја ли, мака ли, што може нас да не натера ние да се откажеме од Бога? И ние не сме научени на вакви револуционерни текстови, кои што викаат, кои што нас не повикуваат да дадеме наш момент, наше давање, себе давање во односот со Бога. Што нас ќе не спречи, со други зборови, што нас ќе не спречи да го љубиме Бога? Што нас ќе не спречи? Неволја, мака, глад, голотија, погибел, меч, односно смрт. Што нас ќе не спречи? И знаете што е многу битна работа? Битната работа е што Максим, Свети Максим Исповедникот, тој не е исповедникот типот на оно што гледаме во католичка црква, ќе дојде некој и ќе каже: Максиме, грешев, прости се гревовите. Максим е исповедник, слушнете ме добро. Максим, да добиеш титула исповедник, конфесор на латински, тоа што значи? Дека Максим бил човек кој што пострадал за својата вера во Бога, ама не доживел смрт во таквите страдања. И во случајот на Максим Исповедникот, него јазикот му е исечен и раката му е исечена. Да не може да зборува за Бог и да не може да пишува за Бог. Тоа е тој Максим Исповедник. И кога вие го слушате Максим Исповедник, кога јас го слушнав ова преку Свети Максим Исповедник, кога го слушнав, одеднаш мене ми се враќаат стихови, си викам: ете го Павле, кој што вика, што ќе ме одвои? Смрт, ни смртта нема да ме одвои. И оди во Римскиот Колосеум и гине за Христос. Одеднаш ми дојде директно на централната наратива на Исус Христос, кој што доаѓа и не дозволува ни смртта да го одвои од неговата љубов за Отецот, ни смртта да го одвои од неговата љубов за нас. Тоа е многу важен момент. Екстремно важен момент да го разбереме, за да оставиме простор во нашите животи, дека и ние може да бидеме повикани на нешто слично. Како што е напишано, еве зошто ова што ви го зборувам има целосно смисла. Како што е напишано: заради тебе секогаш не убиваат и не сметаат како овци за колење. Заради тебе. Значи, ова е стих од Стариот Завет, кој што е од Псалм 44, 23 стих, преземен во оваа христијанска наратива и во христијанскиот идентитет. Дека ова веќе се случува, дека реално христијаните веќе плаќаат со своите животи за верата во Господ. Но во сето тоа стануваме повеќе и од победници преку оној кој не возлюби. Многу битен момент. Ете го моментот, тој е вториот момент. Дека во таквата предаденост на Бога, во моментот во кој што Павле вика кој ќе не одвои, Павле овој стих, значи го пишува и го запечатува со својата смрт. Кој ќе ме одвои мене? Што мене ќе ме спречи јас да го љубам Бога? Смрт ништо не може да ме спречи. Ама кажува дека зборува за тоа дека во овој момент, во ваквиот став е суштински хранет од Божјата љубов за нас.
дека тоа што нас не оспособува, тоа што нас ти дава можност да живееме на ваков радикален начин, не се нашите сили, дека тоа е љубовта Божја. Кога ние имаме љубовта Божја, во рамките на таа љубов Божја, во рамките на она што значи милост Божја кој што ние сме искусиле, од таму ние сме можни заради трансформацијата во нашиот живот и ние да кажеме нешто ништо нема да не одвои од Божјата љубов. Зашто сигурно знам дека ниту смртта, ниту животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое да е било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Исус Христос нашиот Бог. Значи таа цела динамика на наша љубов кон Бога и повторно назад љубовта Божја која што е излејана за нас во Исус Христос. И тоа неколку работи спомнува. Смртта. Ние сме вака. Ние сме денеска култура која што смртта речи си да како збор не ја користиме. Од страф не ја користиме. Смрт. Големите цивилизации ја прифаќаат како реалност и се обидуваат да објаснат како смртта и зошто смртта е дел од нашето постоење. Денеска тоа е нешто крајно. Ангели и власти, Павле тука зборува за духовни ентитети, духовни моменти кои што повторно значи не може нас да не одвојат, значи дури да има напади од тој тип. И ако сакате да прочитате можеби зборот 2 за овој тип на духовно војување или што е, ја лично ви препорачувам една повторно многу малечка книга. Многу малечка книга се вика Изреките на пустинските оци. Изреки на пустинските оци. Значи тоа не се изреки во смисол на афоризми, не знам, пустинскиот отец каже ова или оно, него тоа се ја имам по тематски распределена, зборуваат за нивното искуство со Бог, изборуваат за нивното искуство со искушение и со оваков вид на соочување на едно духовно ниво. Сегашноста и иднината. Сите или речиси сите маркетиншки стратегии денеска се многу често се засниваат на смрт, страф од сегашност, страф од иднина. И се обидуваат да ни кажат, имате проблем со ова и со ова, ние ќе ви помогнеме. Само кликнете овде 2 пати и све ќе биде како што треба. Значи тоа се сите можни денеска реклами. Сакаш да биде, значи тоа е тој момент и Павле вика ни тоа. Виси на длабочина и тоа се тие значи ситуации кои што веројатно може човек да ги има во својот живот и кои што ако живееме со Бога и ако живееме во таа љубов Божја, ние ќе можеме и овој стих да го прочитаме и да кажеме амин, Господе. Да кажеме амин. И да бидеме спремни. Да бидеме спремни и ова нешто да не го ставиме во заграда и да кажеме добро, ова е излеа за бискупот Бенџамин Куаши и таму е опасно, или да кажеме дека ова е не знам за во Ирак или ова е за во Непал, туку да разбереме дека и ние во одредена мера мирнодопски или поинаку ќе имаме ситуации во кои што ние ќе страдаме заради Господ и дека таквото нешто како што ќе видиме има посебно место во Божјото делување и во Божјата интеракција со светот. И јас сакам да ве поканам, значи следниве неколку недели, тие што можеби се исплаши што вика од оваа тема, значи да ги поканите и да поразговараме, значи заедно да размислуваме на овие теми, да размислуваме за тоа што за оние најпрви маченици, новозаветни, да размислуваме за понатамошните маченици во оние подоцнични периоди, да размислуваме за оние маченици кои што се денес маченици и да извлечеме што Бог има да ни каже на нас. Особено ќе кажам и ќе видите во самите тие проповеди, ќе имаме акцент на луѓе кои што живееле на овие простори, без разлика во кој век, живееле на овие простори и страдале или дури пострадале, односно биле маченици, ги изгубиле своите животи заради Исус Христос. Тоа е моја покана до сите вас кои што сте тука и покана до сите вас кои што ни го слушате нашиот аудио подкаст на Soulcraft, дојдете другата недела. Секоја недела сме тука во 6 часот и следните неколку недели ние ќе зборуваме на оваа тема. Во 18 часот. Ова ми е најомилено исправање. Веруваме дека ако кажам у 6 ако мислам никој нема да дојде, значи луѓето знаат дека е 18, али добре да бидеме технички вака спремни. Ако дојде некој 6 саат, тока нас ќе се рачунат веќе за мачеништво, дека се сеќавам дека кога ставивме служба 10 саат,
колку луѓе со длабока разочараност гледа во мене и не може да ме смислат заради таквата, али после тоа сменивме и днешка радост блика и љубов зрачи. Испадна пак во 18 часот, значи не у 6 сабен.